Да се биде хроничар за општина Битола, посебно за ридско-планинските населени места, кои се распослани во јужниот дел на Битолското поле, е тешка и одговорна задача, затоа што сите збиднувања кои се случиле низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадминат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис, кој умее на негов својствен начин да ги представи оние навидум ситници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас и се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се блиски, што ги носи како дел од себе, затоа што сите тие односи, ликови, судбини, повторно, интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите и настаните, што ги опишува тој летописец, успева да му ги доближи до читателот, слушателот или гледачот, а читателот, слушателот или гледачот на неговите летописи не е пасивен наблюдувач, туку активен учесник во тие настани. Територијата на општина Битола, посебно 16 села распослани во јужниот дел на општината, е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, а богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на регионот со нивната зачуваност, разновидност и интегралност му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Едно од тие села е и селото Барешани. Атарот на селото Барешани, како споменична целина, има огромно значење поради комплексноста од многобројните археолошки остатоци, како и низата поединечни градби, кои ги имаат карактеристиките на културно наследство од исклучително значење. Како едно од најстарите човекови населени простори, тоа представува архитектонско и уметничко достигнување и ризница на архитектонски, археолошки, материјални и нематеријални вредности. Ова село формирано во карактеристични природно-географски, историски, етносоцијални и естетски услови на живење и стопанисување, се издигало и развивало во една карактеристична хармонија. За тоа говорат најстарите сведоштва и археолошки пронајдоци, кои потврдуваат дека ова село било населено во давнешни времиња. Ете како што вели народот, Господ милуваше да го посетам селото Барешани ова 2025 во Господово лето и за него да направам аудио-визуелен документарен запис, да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историските знаменитости на ова село, за чие село ушните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие, кои се дел од земјава која со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде македонски и е дел од севкупната историја на Македонија. Иако со години крстарам низ овој дел на Битолското поле, така да речам никако не му доаѓаше редот за ова населено место да направам и за него документарен запис. Една стара народна поговорка вели: не кога сакаме ние, туку кога Господ тоа ќе го каже. И навистина така и видна. Како по стар обичај, кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, за селото Барешани со моето возило, со стариот руски джип, со камазот,
тргнав ден пред православниот христијански празник Свети великомаченик Меркурий, епископ Велички, ова 2025 во Господово лето, во раните утенски сати, за да присуствувам на заслогот, поточно речено на вечерната богослужена литургија, посветена на Свети великомаченикот Меркурий, кој се одржа во многовековниот манастир Свети великомаченик Меркурий, со која чино начествуваше парохискиот свештеник заедно со свештеници од Битолското црковно наместништво и соборниот народ, а воедно и на светата божествена златоустова литургија, исто така посветена на Свети великомаченикот Меркурий, епископ Велички, кој се одржа во многовековниот манастир Свети великомаченик Меркурий, со која чино начествуваше викарниот архиереј на Преспанско-Пелагониската епархија Господи Никола Велички, заедно со свештеници од Битолското црковно наместништво и соборниот народ, а воедно да пошетам и низ секое селско шокаче, патче, да влезам во секојселски Барешански двор. Може би се прашувате зошто во ова село дојдов во раните утински саати, затоа што како мравките рано преку вечерината се прибираат во нивниот мравјалник, враќајќи се ширум Барешкото поле, со полни дисајќи разно разни житија, полнеќе ги мравјалните амбари за зимата, за да се видам со селаните од ова село, затоа што и тие се приготвуваа да го празнуваат православниот христијански празник, посветен на Светиот великомаченик Меркурий, а тие да ме ги раскажат многуте приказни за нивното родно место, чии приказни се пренесуваат од колено на колено низ вековите, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село, посебно меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Кога ќе дојдете во ова населено место, најсетне така да речам, ќе ве пречека се целото, но не од оној класичен тип, затоа што на старото одамна му заминува времето, а новото се уште надоаѓа. Во Барешани, така да речам, поранешните калдармисани селски патчиња и сокачиња, нив одамна ги има покриено асфалтот и бетонот. Секој добронамерник кога ќе прочита низ некогашните селски сокачиња и патчиња, ќе ја забележи старата традиционална македонска селска архитектура, која се карактеризира со двокатни куќи изградени со камен, од надвор не измалтерисани, старите дворишта, некои поголеми, некои помали, некогаш оградени со долги, високи авлии, исто така иззидани од камен и со големи тешки порти, но ќе се одушеви и од современата архитектонска градба со ново изградените семејни куќи, кои говорат дека селото Барешани не е заборавено село во Република Македонија. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години ги посетувам нашите убави македонски села, 30 години ги посетувам нашите убави македонски цркви и манастири. Според Господовото провидение, еве почитувани мои, се наоѓам овдека во селото Барешани, Битолското село Барешани, поточно речено се наоѓам во манастирот, чие име со векови го носи на великомаченикот Меркурий, каде што по покана на мештаните од ова село, а се разбира и оврчу по покана на членовите како на манастирскиот одбор, така и на црковниот одбор од црквата Свети Димитрија во ова село, наминав да направам нов документарен запис.
но се разбира, почитувани мои, овдека во ова село наминав и заедно со моите, така да речам, воедно не само мои, туку и членовите на продукцијата Марио Филм, а воедно и дел од менаџерскиот тим на ова продукција. Тоа е Димче Ковиловски, кој што така да речам е еден од виновниците кој што тој веќе се грижи за ова сценографска изведба на овој документарен серијал и на овој нов документарен запис, а се разбира овој документарен запис како и сите оние документарни записи кои што ги имавте можност да ги гледате во обработка на продукцијата Марио Филм, не би биле комплетни ако не е тука и еден од најпознатите денешни современи не само антрополози, географи, историчари и етнографи, професор Драго Савиновски, кој што овде во ова регија беше дојден по нова документарна мисија, а дел од неговото досегашно истражување во ова регија, во изминативе децении копајчи низ архивите, не само овдека во Битола, во Прилеп, не само во Република Македонија, туку ширум балканскиве простори, не само за историското и историографското битисување на ова регија, туку и за црковно-духовниот православен македонски живот, ќе ви пренесиме во продолжение на ова репортажа. Почитувани мои, додека со мојот поглед го разгледува хоризонтот што го опкружуваше сред селото, за брзо време околу мене се собраа неколкумина селани кои ми велеа: "Добре дојде, Зоране, долго те чекаме да дојдеш во нашево село. Ние тебе добро ми те познаваме, Зоране, од телевизијана. Саде ми те гледаме, Зоране, со радост ги гледаме репортажине за нашиве села. Многу убаво редом ги редиш историографски податоци, иако не се познаваме многу од историјана, не задоволува фактот што сите податоци што ги кажуваш во репортажине се веродостојни, ми велеа. Зоране, редно е да си дојдеш и ти дома. Ајде со нас, како наште сапиме, како домороден да си во селово, секаде ќе те прошетаме, ама се да снимиш, се да бележиш, да се види, да видат сите кои сме, што сме, од кај сме, и да види цел свет какви домајчини сме, како по старо време, така и до ден денешен кај нас овде во нашево село, ми велеа. Почитувани мои, откако така да речам со моите домајчи се сторивме здравоживо, кинисавни низ барешките некогашни патчиња и сокачиња, малку позастанувајќи за подблизу да ги видам старите двокатни куќи, изградени со камен, од надвор алтарисани, старите дворишта, некои поголеми, некои помали, некогаш оградени со долги, високи авлии, исто така иззидани од камен, и со големи и тешки порти, и новите изградени во современ архитектонски стил куќи, моите домајчини и нивните соселани, најсетне ме замолија јас да ги раскажам моите досегашни историографски сознанија за нивното село, копајќи во архивите не само во Република Македонија, туку широм балканските простори во изминатите години, а потоа тие да ми ги раскажат многуте приказни што им ги раскажувале нивните дедовци и баби за историското битисување на нивното родно село, кои до ден денешен се пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Селото Барешани е мощне старо село. За тоа говорат историографските записи кои датираат од многу стари времиња. Многобројните културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности, нивната зачуваност, разновидност, интегралност, посебност, единственост, репрезентативност и автентичност
говорат дека селото повеќе од 6000 години зрачи со живот на целиот негов простор, како дел од животниот простор на бргите, пелагонците, пајонците, линкестидите, ендирејаните, десаретите, орестите, еордеите, елинеите, ботијаците, алпомите, мигдонците, крестонците, бисалтите, едонисите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел на македонската кралска династија на Аргеадите, како дел на Римската империја, како дел на Византија, чиј владетел со Македонија и основач на патријаршијата Јустинијана Прима, чија наследничка е Македонската православна црква, Охридска архиепископија и Јустинијана Прима, е Петруш Шабатиев, родом од селото Таор, во историографските списи познат како царот Јустинијан Прима, како дел од Свети Климентовата книжевна школа, како дел од мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитопули Арон, Давид, Мојсей, Самоил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самоил и на македонските цареви царот Иван Владислав и царот Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II, кој со Македонија владее од 1018 до 1025 година, како дел од црковните записи на византиските цареви, царот Михаел IX Палеолог и царот Андроник II Палеолог, како дел од македонската средновековна држава, предводена од македонскиот властелин, царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1346 до 1355 година, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 па се до 1371 година, кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371 до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Селото било, еве кај што сме ние на 2 километра западно од денешната положба на селото, во местноста наречена Селиште, се предпоставува дека тука врвел и патот Вија Игнација. Иначе, селото има 4 локалитети, тоа се Слатина на јужниот дел, на северниот дел е Отажна Мала и имаме едно возвишение на сред село, кое датира од бронзено време. Иначе се смета дека Слатина и Отажна Мала се од римски време, каде што се најдени нумизматика, па керамички садови, остатоци од керамика. Во местноста Селиште карактеристично за верското определување, мада селото се наоѓа под османлиска власт. Веќе прв пат се спомнува покрај овие римските локалитети, се спомнува прв пат во 1468 година во некои турски документи. Има податоци од турските документи од 15 век и од 17 век, од тие турските сиџили што ги работеле турските земјопоседници. Да ви кажам дека во ова местото Селиште, она верска религиозност ке народот се уште постои. Таму имаме место кое се вика Думановец и во тоа место има 2 старозаветни цркви. Едната е посветена на Света Варвара, а другата е посветена на Свети Дух. Од Света Варвара, од изрушевините се гледа дека е трикорабна црква од тоа време, а ка Свети Дух
Постојат рушевини, меѓутоа не може да се види дали е еднокоравна или е трокоравна. Исто така, тука се најдени гробови, значи селото, како што било, си ги почитувала црквата, валјда тука и се погребувале луѓето. Потоа погоре има едно друго место, викано Липи, таму е црквата на Свете Катерина, фактички на денешниот празник со Меркури. И од неа постојат рушевини, се означува олтарниот дел. Ова апсида овде може да се види, има рушевини и црквата на Свети Филип, а потоа се мисли дека на атарот, на синорот, што го викат луѓето меѓу Барешани и Злокуќани, постои некое црквиште, меѓутоа се чека истражувањата од Заводот и музејот од Министерството за култура да кажат точно од кога време, пошто тие се најмеродавни да го кажат времето, кога црквите се изградени, од кога датираат. Иначе се најдени и таму нумизматични предмети, се најдени керамички предмети, се најдени мермерни плочи, може би некако би се видел и надписот на тие мермерни плочи, меѓутоа некој што е упатен во тоа, затоа се чека извештајот од Заводот за музеј и галерија. Тие пред неколку години беа тука, па зависи како работат, како се одвиваат нивните работни задачи, ќе го добиеме извештај од кога тие цркви настанале. Дека селото Барешани на овие простори опстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, Патриаршија 1394, 1767 од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев и топографски етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според статистичките податоци на Васил Крнчов, кој ги водел во неговиот научен труд Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во Барешани во 1900 година живееле 360 жители, додека пак, според етнографската карта на Битолскиот вилајет од 1901 година, Барешани се води како чисто македонско-рисијанско село во Битолската каза на Битолскиот Санџак со 49 куќи, додека пак според податоците на Димитар Мишев запишани во неговиот труд Македонија и незините популацијски движења во 1905 година, во селото живееле 360 жители. Според германската карта издадена во 1941 година, а заснована на пописот на кралството Југославија од 1931 година, селото броело 400 жители. Иначе, населението во Барешани датира, како што ви реков, од 17 век. Земјоделското земјиште, плодното земјоделско земјиште припаѓало на Асан Афри Мага од Битола и Емин Бек од Битола, а
и на Арнабаси бек некој од злокуќани, тие го земаат летината, земаат данокот, како и секогаш. Меѓутоа, после 1920 година, веќе населението си го зема земјоделството. Иначе, потоа населението се зголемува така што во 1953 година има 520 жители, за на крај, за жал, во 2021 со новиот попуст да се запишат само 149 жители. Значи, времето го прави своето. Младите бегаат од државата, некои што се тука работат во градот и населението е многу намалено, како да ви кажам. Колку мала има селото? Селото има 4 мала. Едното е Шишково или Шишовско, не знам. Едната е Горна мала, Долна мала и ова што го носи Отажна мала, што го носи името од некогашната некропола. 4 мала се во селото. Жители, како што ви кажав, се 49, меѓутоа кога 149, меѓутоа кога во 60-тите години се отвора патот кон другиот свет, веќе многу семејства од Барешани заминуваат во Австралија, Америка, Канада, Битола, Скопје, така да времето и општествените прилики си го прават своето. Некогаш населението се занимавало со сточна храна, со воштарство, земјоделство, храна за стока. Секоја втора куќа имала добиток. Денес во селото има само 2 сточари. Едниот држи крупен добиток, другиот држи ситен добиток. Така да, видите, и овој дел изумира. Овоштарството веќе наполно изумира. Нема, порано полето беше полно со овошје. Сега е тоа многу проречено. Нивите видите како на што изгледаат. Кои му се соседни села на селото Барешани? Па видите, соседни села на селото Барешани, то е од западната страна е Олевени, од оваа страна е Канино, од јужната страна е Канино, а од северната е Злокуќани, меѓутоа тоа е подалеку. Долу го знаете е патот и полетот, на крајот е Жабени, меѓутоа е многу подалеку. Со што оделе на пазар? Овај пред 50-тина па и... Па со коли, со, како ги викат тие воловите дзевгари, со чези, со коњи, магарина. Јас сум 70 години, меѓутоа памтам кога одеа пазарџите на пазар со коњи и со магариња и со зимбили, кога населението носеше и народна носија, а ако беше 60-тите, 70-тите години, тие се уште одеа во народна носија. Карактеристична, например, Буково одеше со народна женска носија, која долу имаше плетени чипки црни, беа жените во бела облека. Може ли да се сетите во вашите млади, надалечки години, кога, ете би рекол народски да се изразнам, кога вие бевте дете, кога бевте вие очко мома, може ли да се сетите не само овде во Барешани, како беше организиран културно-забавниот живот, да речеме, за Божек, за Довден, на селото кога ќе се собереа младите? Пошто јас не сум од ова село, јас сум чисто битолчанка, ви кажав, од 2 стари битолски фамилии, немав можност да идам по селата, ама дедо ми имаше лози таму према Буковско и така, тука, кога одев на лозите, ги гледав тие буковките како одеа со тие убави носи. Иначе, што се случувало во селото, не можам да ви кажам, можам да ви кажам од пренесувањето од мојот сопруг, дека во селото имало фудбалски клуб, имало продавница, жал, која И дом на култура. И дом на култура во која се држеле игранки, младински собири, киносала, не киносалата била во Породин, меѓутоа во домот на културата се држеле младински собирања, игранки на тоа време, пошто немало друг културно уметнички живот. Можам
исто така да напоменам дека во таа продавница селска се береле жителите, мештаните, си кажувале проблемите, си барале помош, искуствата во селската работа. Меѓутоа, денес таа не постои, веќе долги години не постои. Најблиската продавница ни е на 2 километра од овде. Селото денес, за жал, нема филтрирана вода за пиење. Мештаните се принудени додат до сребрена вода во местноста викано кисела вода, оттаму да пијат. Што е куриозитет, кога французите ја дојсле водата во 14-та година од планина, сега ние немаме филтрирана вода, водата е од Злокуќанска река, така да не е пијача вода. Да ни кажете за самото село Барешани, легенда, текови? Самото име Бареш доаѓа од Пелагониското блато, кога луѓето оделе повисоко и барале место, или има едно друго описание дека се јавува некоја нетрпеливост меѓу населението и самиот збор Бареш на турски значи мир. Иначе селото, како што напоменав, првобитната положба е над 2 километри северно од денешната област на селото, во местото викано Селиште. Дека селото Барешани на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонскиве, балканскиве, туку и во светски размери на 20 век. Антрополози и географи, доктор Јован Трифоновски, селските населби во Битолско-Прилепската котлина за селото Барешани го забележал следното. Барешани се наоѓа во Пелагонија, во јужниот дел на Битолското поле, под источната падина на Баба планина. Барешани е средно по големина подпланинско село. Во минатото селото со вода за пиење се снабдувало од 6 селски чешми, чија вода доаѓала од оддалечен пелистерски извор. Претходно, мештаните со вода за пиење се снабдувале од бунари. Селото е од збиен тип. Местностите во атарот ги носат следните имиња: Драга, Межда, Прогон, Азмак, Мало Патче, Кушинец, Крушино, Десково, Премка, Драгуша, Равнините, Горни Ливади, Селиште, Спас, Думановец, Липи и Милова Глајца. Јован Трифоновски во пишаниот документ селските населби во Битолско-Прилепската котлина за селото Барешани во делот за семејните родови го забележал следното. Барешани е македонско православно село. Староседелски семејни родови се Трајковци, кои бројат 10 кујчи, Мирчевци, кои бројат 8 кујчи, Турзовци, кои бројат 6 кујчи, Лјатовци, кои бројат 4 кујчи, Огињановци, кои бројат 2 кујчи и Овчеци, кои бројат 1 кујча. Семејните родови Трајковци и Овчевци водат потекло од семејниот род на Мирчевци. Сите семејни родови го слават Митровден. Доселенички семејни родови се Шешковци, кои бројат 9 кујчи, Чирговци, кои бројат 4 кујчи, Илковци, кои бројат 4 кујчи, Лукаревци, кои бројат 4 кујчи, Туфековци, кои бројат 4 кујчи, Рендевци, кои бројат 4 кујчи, Тасевци, кои бројат 2 кујчи, Чалевци, кои бројат 2 кујчи, Којновци, кои бројат 2 кујчи, Чингаловци, кои брои 1 кујча, Јуруковци, кои брои 1 кујча, Размовци, кои бројат 4 кујчи, Славковци, кои бројат 3 кујчи, Павлевци, кои бројат 3 кујчи, Карамфиловци, кои брои 1 кујча, Велковци, кои бројат 7 кујчи и Зердевци, кои брои 1 кујча. Семејните родови на Чучуковци,
Бендеревци и Бојчевци исто така бројат по една куќа. На семејниот род на Бојчевци потеклото не им е познато. Семејните родови Лукаревци и Чешковци некогаш биле еден род, додека семејните родови Размовци, Славковци, Павлевци и Карамфиловци потекнуваат од ист предок. Семејниот род Прчевци, кои бројат 6 куќи, потекнува од браќата Митре и Тодор, кои во ова село се доселиле од селото Породин. Семејните родови Мирчевци, Трпковци, Пујовци, Тодоровци, Димовци и Шамлевци иселени се во селото Левени, кои бројат 15 куќи. Иселеничкиот процес во Австралија започнува по Втората светска војна. Поголеми делови од семејните родови, освен во Битола, иселени се во Австралија. Првата половина на 19 век за селото Барешани е период на обновување на селото после ликвидацијата од страна на битолскиот мудур на Башибозекот, предводен од Чајабек од селото Кременица. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на манастирската црква Свети Великомаченик Меркурий во 1836 година, реобновена во 1852 година, а престолните икони се насликани во 1853 година, заедно со дел од старите конаци и селската соборна црква Свети Димитрија, која е реобновена во 1897 година, која е целосно разрушена за време на Првата светска војна, реобновена во 1925 година, а во 1927 година изградена е камбанаријата. Селото Барешани уште од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1852 година во манастирот Свети Великомаченик Меркурий. Наставата од 1852 година па се до 1900 година се изведувала на македонски црковен јазик и писмо. Од 1900 година па се до 1912 година наставата се изведувала на грко-патријашки јазик, а од 1912 година па се до 1914 година на српско-патријашки јазик, од 1914 година па се до 1918 година на екзарско-бугарски јазик, од 1918 година па се до 1941 година повторно на српски јазик, а од 1941 година до 1944 година повторно на бугарски јазик, а од 1944 година за прв пат наставата почнува да се извршува на македонски мајчин јазик. Во периодот на отоманската владавина со Македонија, во кое припаѓа и селото Барешани, кај мештаните од ова село, како дел од македонскиот народ, се појавуваат одредени индивидуални форми на отпор кој влијал да се разбуди, разгори националната свест кај населението, која со години била потискана во оваа регија, што придонесува населението од ова село активно да се вклучи во борбата за слобода и создавање на македонска држава, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период, Балканските војни и Првата светска војна. Појавата на социјалните движења во Европа и светот во периодот пред Втората светска војна ги натерало жителите од ова село
без размислување да се вклучат во новите прогресивни движења. Селото за време на Втората светска војна е дел од народно-ослободителната борба. Почитувани мои, овој документарен запис, како и сите оние документарни записи кои што ги имавте можност да ги гледате во обработка на продукцијата Мариофилм, не би биле комплетни ако не е тука и еден од најпознатите денешни современи, не само антрополози, географи, историчари и етнографи, професор Драгослав Миновски, кој што овде во ова регија беше дојден по нова документарна мисија, а дел од неговото досегашно истражување во ова регија, во изминативе децении, копајчи, низ архивите, не само овдека во Битола, во Прилеп, не само во Република Македонија, туку ширум балканскиве простори, не само за историското и историографското битисување на ова регија, туку и за црковно-духовниот православен македонски живот, ќе ви пренесиме во продолжение на ова репортажа. Поимот православие доаѓа од грчкиот поим ортодоксија, што значи правилно, вистинско, исправно верување, односно славење на Бога. Следбениците Христови за прв пат биле наречени христијани во Антиохија, но подоцна, кога во црквата се појавиле многу еретички, богоборни учења, за да се разликуваат вистинските од лажните христијани, оние кои ја запазуваа неизменливо верата апостолска, почнаа да се нарекуваат православни, заради нивното правилно верување и правилно славење на Бога. Но, за да нема забуни и злоупотреби на името православие, богопросветените отци на црквата го утврдија учењето за двете крила, двата критериуми на црквата, ортодоксија и ортопраксија, без чие целосно исполнување не можеме да се наречеме православни христијани. Како што кажавме, поимот ортодоксија, православие, означува правилно верување или славење на Бога, кое е невозможно без целосно, 100% усвојување на православната вера, онака како што не научи Господ преку апостолите и нивните наследници. Не можеме да бидеме православни христијани ако не ја усвоиме целосно верата на Светата православна црква. Или сме 100% православни, или не сме воопшто христијани. Но, за да можеме целосно и неизменливо да ја усвоиме православната вера, потребно е најпрво да го очистиме нашиот ум и нашето срце со пост, молитва, исповед и причест. Токму во ова се состои и православниот духовен живот, односно вториот критериум за православие, наречен од отците ортопраксија, што значи православно дејствување, православно делување или православен начин на живење. Оние кои не се крстени, за да се крстат, треба да имаат вера и покаяние. Додека пак оние кои се веќе крстени, но отпаднале од верата, за да се вратат назад во Светата црква, треба да имаат покаяние. Тоа се нарекува и второ крштение. Не случајно беше испратен пред Христос светиот Јован Крстител, проповедникот на покаянието. Неговата проповед не беше само историско претходење, туку и суштинско. Тој ја започна својата проповед со зборовите: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно, навестувајќи го со овие зборови доаѓањето на Господ. Историски, тој му претходил на Христос, но и на личносен план се случува истото. Не можеме да го сретнеме Христос, не можеме да го примиме во себе ако немаме покаяние. Покаянието, придружено од постот и молитвата, ги очистува срцето и умот од товарот на гревовите и страстите и ги прави способни за примање на Христа, за примање на Царството Божје кое е во нас, за примање на православната вера. Затоа инсистираме на тоа верниците редовно да се исповедаат, да постат, да се молат, за да можат да се причестат, како што им доликува на православните христијани. Без оваа подготовка
не можеме да добиеме никаква полза од светата причест, телото и крвта Христови. Но ако се подготвуваме за светата причест на православен начин, со пост, молитва и покајаничка исповед, тогаш и нашите срца ќе горат како на Лука и Клеопа, кои патуваа заедно со Господ и чувствуваат дека нивните срца горат, но не можеа да го познаат дека тој е Спасителот Христос, се додека не се причестија со него. Дури тогаш им се отворија очите и го препознаа. Така постапуваа, веруваа и живееја сите светители на Црквата Божја и затоа Бог ги прослави со светост, па нивните мошти остануваат нераспаднати, нивните икони мироточат, се случуваат чудесни исцеленија по нивните свети молитви. Накусо кажано, тие станале садови на Светиот Дух, инструменти на Светиот Дух во кои пребива Бог и преку кои тој ја обавува својата волја. Затоа, треба да ги читаме нивните житија и да го исполнуваме она што тие го проповедале и со пример го покажувале. Не постои таков светител кој не верувал или не живеел православно. Но има еден интересен настан, поврзан со житието на Свети Герасим Јордански. Тој бил монах кој бил заблуден во монофизичката ерес. Благодарение на заложбите на Свети Евтимиј Велики, тој се вратил во Светата Црква. Меѓутоа, едно нешто го збунило Свети Герасим, имено како тој имал благодат да прави чудеса преку неговите молитви, дури и тогаш кога бил во заедничарење со еретиците, монофизитите. Тогаш му било откриено дека причината за ова е затоа што тој бил следбеник на ереста од незнаење. Меѓутоа, Свети Евтимиј Велики се уште се трудел да го врати во црквата. Не било доволно тоа што тој правил чудеса. И денес има многу лажни чудотворци, но не ги прифаќаме како православни христијани, затоа што не ги исполнуваат двата критериуми – да живеат и да веруваат православно. Чудата не се критериум на црквата, туку дали веруваме православно и дали живееме православен духовен живот. По овој повод и патронот на нашата света црква, светиот чудотворец Климент Охридски, во своите проповеди ги споредува оние кои веруваат православно, но не живеат православно, со оние кои имаат очи, но немаат раце и нозе. Од друга страна пак, оние кои се обидуваат да живеат добродетелен живот, без суштински да бидат православни, ги споредува со оние кои имаат раце и нозе, но немаат ниту едно око. Ако го одземеме духовниот живот од православната црква, тогаш ја сведуваме верата на обично учење или философија, рамна на сите други религиозни философски системи. Ако пак ја одземеме православната вера од духовниот живот, тогаш верата ќе се претвори во суеверие и празна обредност. Но ете, ќе научиме да живееме православно, ќе ја прифатиме целосно православната вера и што потоа? Дали со ова завршуваме? Се разбира дека не. Целта на нашиот живот е вечното спасение, Царството Божјо, светоста, како што вели светиот Серафим Саровски, стекнувањето на Светиот Дух. Во Светото Писмо се вели: по благодат сте спасени. И на друго место: Бог се противи на гордите, а на смирените им дава благодат. А Господ вели: поучете се од мене, бидејќи сум кроток, смирен по срце. Значи, спасението го добиваме по благодат. Благодатта ја добиваме кога стекнуваме смирение. Но што е тоа смирение? Денес од незнаење, овој поим најчесто погрешно се толкува и се смета дека смирение е состојба слична на онаа кога човек е под дејство на средства за смирување. Ова е крајно извитоперено толкување. Поимот смирение доаѓа од грчкиот поим тапиносис, што значи понижување,
а во црковна смисла се преведува како смирение. Овие два поими не се контрадикторни еден со друг, туку напротив тие се надополнуваат. Смирението доаѓа од понижувањето или поточно кога се сметаме себе си за последни, за безвредни, кога претрпуваме клеветење, навреди, понижувања без да се натажиме. И кога не фалат и славослават, а ние не се гордееме, туку во секоја прилика и за се му благодариме на Бога. Смирението е основа на секој подвиг. Без него се што правиме ќе биде лицемерно, а ние ќе се претвориме во современи фарисеи. Токму смирението го воздигна митарот, а гордоста го понижи фарисејот. Господ со својата човечка природа крајно се смири заради нас, претрпувајќи плукање, шлаканици, навреди, тепање, распнување на крст и смрт, но потоа и воскресна. Заедно со смирението оди и љубовта кон Бога и кон ближниот. Свети апостол Јован Богослов вели: Бог е љубов и лажец е оној кој вели дека го љуби Бога кого не го видел, а го мрази братот свој кого го видел. Ако вистински се соединуваме со Бога, тогаш, како што железото фрлено во печка се усвитува, односно добива својство од огнот, така и ние ќе станеме слични на Бога во љубовта. Светиот апостол Павле вели: ако љубов немам, ништо не сум. Без љубов, секој подвиг, секоја жртва е попуста. И што и да направиме пред Бога, ќе биде како жртвата на Каин, небогоугодно. Колку и да имаме голема вера, ако љубов немаме, ќе бидеме како демоните, зашто и тие веруваат и треперат пред Бога, но немаат смирение и љубов. Токму по љубовта ќе не препознаат луѓето дека сме Христови ученици. Љубовта не е сентименталност, ни патетика, ни романтичност, туку е жртвување или поточно себе жртвување, давање на дел од себе, од своето срце. Во некои храмови се слика пеликан, кој во случај кога нема храна, ја раскинува својата утроба за да ги нахрани своите малечки. Оваа представа е символ на Христос, кој се даде себе си заради нас и нашето спасение, но и денес ни се дава на секоја света литургија. Светогорскиот старец Јосиф Ватопецки ја прашал една мајка како таа би ја изразила најдобро љубовта кон своето дете, а таа му одговорила дека би сакала да го изеде, но не за да го уништи, туку за да го има постојано во себе. Тоа може да го потврди и секоја мајка. Ете, таква е нашата манифестација на љубов и затоа Бог, знаејќи го ова, ни се дава себе си, односно ни дава можност да го јадеме неговото пресвето тело и да ја пиеме неговата пречиста крв, но не за да го уништиме, туку како и мајката да го имаме постојано во нас. Но, може би ќе праша некој, мораме ли сето ова да го правиме? Зарем нема луѓе кои не се православни, не веруваат, а сепак покажуваат љубов кон луѓето со тоа што им помагаат? Зарем нема добри луѓе надвор од црквата? На овие прашања дава одговор светиот Серафим Саровски, кој цитирајќи го светиот Антони Велики, вели дека постојат три вољи во човекот. Прва, Божјата, се совршена и се спасоносна. Втора, собствената, човечката, тоест, јако не е погубна, сепак не е ни спасоносна. И трета, ѓаволската, која е потполно погубна. И токму таа третата, ѓаволската волја, го учи човекот или да не прави никакви добри дела, или да ги прави од суета, или доброто да го прави заради самото добро, а не заради Христа. Втората, нашата собствена волја не учи се да правиме заради наслада на своите похоти, или како што учи и ѓаволот, заради доброто како такво, без разлика дали со него се здобива благодат. Првата, волјата Божја и се спасоносна, се состои единствено во тоа доброто да се прави исклучиво заради здобивање на Светиот Дух како вечно богатство, на кое ништо не му недостасува, кое со ништо не може целосно и достојно да се оцени. Токму тоа го заборавиле 5 немудри девојки, стекнувањето на Светиот Дух
добивањето на Божјата благодат, без која никој не може да се спаси. Тие имале добри дела, но не биле заради Христа, туку заради самото добро или заради својата волја. Значи, сепак, сите 10 девојки биле девствени. Сите го зачувале девството, но не сите го сториле тоа заради Христа и затоа не влегле сите во одаите на младоженецот Христос. Да не заборавиме. И во комунизмот имало луѓе атеисти, кои биле морални личности, кои правеле добри дела, имале скромност и добар однос кон луѓето, но ниту еден од нив не добил светост, затоа што нивните дела не биле заради Христос, туку заради себе си или заради самото добро. Затоа, возлюбени мои, во оваа недела, посветена на православието, доколку православно живееме и веруваме, можеме да добиеме совршена љубов и смирение и да го наследиме Царството Небесно заедно со сите свети и ангели од Небесната црква. Затоа, да ја запазуваме целосно православната вера, да го запазуваме православниот духовен живот, за и нас Бог да не запази и сочува во век и веков. Амин. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе на сам ден на православниот христијански празник Свети Великомаченик Меркурий, епископ Велички, ова 2025 Господово лето, да дојдам во селото Барешани и за него да направам документарна репортажа, а воедно да присуствувам на заслогот, поточно речено, на вечерната богослужба која се одржа во многовековното духовно светилиште, манастирот чие име го носи на Свети Великиомаченик Меркурий, епископ Велички, со која чиноначествуваше парохискиот свештеник, заедно со свештеници од Битолското црковно наместништво, заедно со соборскиот народ, а воедно и на светата божествена златоустова литургија, исто така посветена на Свети Великиот маченик Меркурий, епископ Велички, кој се одржа во многовековниот манастир Свети Великомаченик Меркурий, со која чиноначествуваше викарниот архиереј на Преспанско-Пелагониската епархија, господин Никола Велички, заедно со свештеници од Битолското црковно наместништво и со соборскиот народ. Почитувани мои, како мештаните не само од селото Барешани, туку и мештаните од соседните населени места на селото Барешани, си го празнуваа христијанскиот православен празник, посветен на Светиот Великомаченик Меркурий, епископ Велички, во многовековното православно христијанско светилиште меѓу народот, попознато како Барешанскиот манастир, ќе проследите во наредната репортажа.